Македонци, баравте држава и ја добивте. Таа пари кошта. Ќе си платите ако сакате држава. Премиер ќе се вози у Шкода Супер Б. Смешна работа, што глумиме? Купуваме блиндирани возила. Се знае, премиерот, председателот на државата, мислам и министерот за внатрешни работи, блиндирани возила мора да ги вози. И тоа возила со највисок степен на активна и пасивна безбедност. Шкода Супер Б. Жив ти мајка. Ќе глуми лудил. И кој се случи нешто, Чуварет, председателот на државата, премиерот и така натаму треба да се заштитат вип личности. Има некоја логика позади ова што го зборите. Проблемот кај нас не е во какви коли они се возат. Проблемот е што сите институции имаат службени возила. Ја мислам дека оваа држава имаше некаде околу 6600 службени возила. Преска Мицкоски имаше обраќање, кажа дека во Скопје во моментов има само 7 активни амбулантни возила. Како можеме ние да си дозволиме на таква ситуација кај што има 6600 службени коли на ниво на државата, 7 активни амбулантни возила во Скопје? Има градови кај што нема. Тоа премиерот го збореше. Милош, Јас пак не ќе го кажам. цитирам. Ама ние ако си кажеме на 4 или 5 години ќе ги мениме, зимаме оперативен лизинг, после 4 или 5 години колата ја враќаш, зимаш нова. И не треба се те размислува за амбулантните возила. Зашто не се прави тоа? Колку треба толку. Значи одвојуваш пари и на секој 4-5 години ги менјаш. Чао. Како Пријавено, можеме да дозволиме 7-8 да имаме илјади. оперативни 8 возила? Тоа кажува колку шутраци сме. И премиерот тоа јавно го кажува. Тоа после година и пол владење. Да. Сега ако ќе удриш колку исправни имаме противпожарни возила, па ако ќе удриш инкубатори колку имаме, па други машини колку имаме од делот на здравството, тоа тотална неодговорност.